вечер во Топ тема на ваша страна. Скандал повторно го тресе Министерството за култура. И овој пат не е за творештво, ниту за уметничко дело, туку за парите кои се распределуваат за проекти од годинешната програма на Министерството. Како и лани, пак се врти околу парите во ова министерство. Дали наместо национална стратегија за култура имаме популизам, партиски и етнички критериуми. Во вечерашната Топ тема на ваша страна за сите овие дилеми дебатираме со режисерите Зоја Бузалковска, Сулема Рушити и Ѓунер Исмаил, поранешен министер за култура, инаку сте и член на Советот за култура, но за тоа подоцна во емисијата. На почетокот, пред да почнеме со дебатата, јас разговарав телефонски со министерот Асаф Адеми, кој се уште е во странство на службен пат, и предлагам да го слушнеме неговиот став околу сиве овие превирања, дилеми и скандали во неговото министерство. Кон крајот на неделата ќе имате средба со премиерот Заев, пошто тој ќе одлучи како да се разреши настанатата ситуација. Што ќе му кажете на премиерот? Значи, тоа што сум го кажал постојано по медиуми во текот на овие денови, тоа што го соопштуваме преку соопштение на Министерството за култура, нема ја што да додадам или да извадам нешто друго. Тоа е јавно, транспарентно, све законски е одлучено од страна на комисиите, предложено до кај мене. Јас сум одлучил да се ослоня на предлозите на stručните комисии. Законот за култура може да го прочита секој и тоа ќе му го кажам, нема што друго. Меѓутоа, комисиите според законот само сугерира, тие предлагаат, одлуките се ваши. Па така е. Значи, оние предлага и јас се одлучувам. Сега што треба да одлучам арбитрарно, да видам диктатор, да не ги слушам комисиите што ќе ми предложат? Зашто онда постојат тие комисии? Комисиите се струсни, составени од струсни компетентни лица. Истото тоа, оние биле должни да ги анализираат сите предлози, сите апликации доставени до кај нас. Требаше оние да затвараат очи или ја да затварам очи за некој што требаше да достави согласно закон и согласно правила. Онда, знам, значи, ова праши да се скандализира наводници целиот овој случај поради неколку минимални, минорни забелешки што има некои фестивали што секогаш добивале финансиски средства од Министерството. Да, многу убави фестивали се тие и јас пред да станам министер редовно сум ишол да ги посетам, но што требаше сега? Да не важи законот за нив, да не важат правилата за нив. Дека некој може да се стави над закон, над правила, онда треба да направиме промена на закон, да кажеме дека сите правила важат за други, дека за ОС, за Златно Славече, за Скопски джез не важат овие. Онда да ги ставиме у редот на национални установи. Уште повоќе што сака да се креира тука заблуда кај јавноста е дека Министерството зема пари од кај и ги дава на некои фамозни организации од Тетов или негде друг. Ова е нешто најлошо што може да се случи во оваа фаза. И работите комисии работеле стручно, работеле согласно закон, ги анализирале апликациите согласно документите што се доставени. Без ниту една не може да стане збор за таков преседан. Работните комисии се специализирани. Оние работат согласно тоа што го гледаат и што читаат. Оние не гледаат дали е тоа албанско, македонско, ромско или нешто друго. Оние гледаат дали ги имаат документите, дали описот им е добар, дали буџетот им е добро објаснет, дали што се импликациите позитивни за тоа, дали има вклученост на луѓе со посебни потреби.
Све тоа е анализирано од нивна страна. Да, но вам зарем не ви звучи скандалозно дали вакви манифестации кои постојат, еве само што прочитав фестивалов Пеца Атанасовски 40 години не добил. И сами ги набројавте нели вам воопшто не ви звучи или не се запрашувате дека не е направена сепак грешка што не се доделени средства прв пат на вакви манифестации? Извинете ме, зошто вие не ги прашувате тие господа, зошто вие не ги доставите бараните документи? Дали за вас важи закон, дали вие сте над закон, дали сега требаше комисијата да затвара очи за вас? Па ќе дојде утре една ревизија, ќе ги прогледне сите документи, што да правиме ние после? Да кажеме дека законот не важи за нив? Но нели ви беше спорно, господине Адеми, што се формирани 6 фирми непосредно пред да биде распишан конкурсот? Ние како министерство треба да ги поттикнеме и младите да се занимаваат со култура. Затоа одлучивме максималниот износ за нив да биде 100.000 денари, да не биде над тоа. И прогледнете вие дали овие нови формирани организации добиле повеќе средства. Тоа беше барањето, тоа беше условот. Сега дека никогаш не добиле, младите луѓе никогаш и да не аплицираат. Дали тоа се бара? Како ние ќе ги потикнеме младите да аплицираат и да бараат активности? Ја не знам дали се млади или стари, се работи за фирми кои се направени. Дали вие чувствувате политичка одговорност и одговорност за сите овие критики, се бара и оставка од вас? Доколку било која одлука од страна на комисијата е земена тенденциозно, само да му се наштети некој, комисијата ќе има одговорност. Додека јас, као политичко лице, што сум ги именувал тие луѓе на тие места, јас се сносам политичка одговорност. Но јас сум сигурен дека професионалците што се во работните комисии работеле честно и совесно. И во ниту еден случај не било збор некому да му се наштети. Во спротивно, ние ги молевме, мојот шеф на кабинет, луѓето што работат во комисии, ги молеа овие луѓе да ги доставуваат документите, да достават обраци, да достават договори, дека има договори соодветно со активностите што ги имаат. Оние не доставува. Во моментот се врши ревизија на некои од одбиените проекти и има ли Министерството пари за да помогне некои од одбиените проекти? Да, има. Оние работните комисии имаат увид колку средства се обезведени за сите ставки, за сите дејности. Согласно тоа, оние ќе се одлучат. Ви благодарам, господине Адеми, за овој кус разговор. Го слушнавме министерот Асаф Адеми, господја Бузалкова. Тој вели проблемот е во документите, а не во фестивалите. Очигледно ќе се држи на она што му сугерирале комисиите и сета одговорност практично ја сведува на нив. Па јас не сум навистина сигурна дека е тоа така. На прво место го кажав тоа веќе и на други места јавно. Мислам дека ако толку скандали се случат во вашиот ресор, она што прво треба да го направите е да си поднесете оставка или барем да земете комплетна одговорност на себе си. Во случај кога тоа не го прави министерот од ресорното министерство, тогаш мислам дека се знае кој би требало да го повлече тој потек, односно оној кој што го назначува. Не се работи за едно, две или три незадоволства. Јас нели тргнав од личното незадоволство и бе фрапирана, навистина мислев дека се работи за грешка, за формалност, бе фрапирана кога од сите страни рипнаа, да речем, дејците, уметниците од културата, институциите, со разни типови на незадоволство. Почнувајќи од тоа кои проекти се одобрени, а кои не се, продолжувајќи со распределбата на буџетските средства, во смисла на тоа дека постојат преценети институции, визави подценети институции во финансиска смисла на зборот, постојат преценети проекти, визави подценети проекти во смисла на учинок
во претходната или претходните години, затоа што мислам дека сето тоа Министерот е многу важно. спомина, еве, тоа се и манифестации што со години добивале пари, што е тука страшно ако не добиле пари, бидејќи немале соодветна документација. За мене е многу страшно ако се затворат фестивали, манифестации со огромна традиција и со огромен успех во својата работа досега, кои што значат нешто на вистина нова поднебје со десетици, со децении наназад. И за мене е тоа непоимливо да се случи поради имаше еден речиси абсурден пример на игра со пликоа, која дури не можам до крајот да ја разберам. Да, книжаницата, издавачката куќа или, еден од нејзините директори го објаснуваше тоа. Значи, заради што, кое е образложението, заради што издавачка куќа која е една од најуспешните во изминатиот период, добива средства само за едно издание од 9 со кои што аплицира, при тоа се работи за навистина поголема продукција на таа издавачка куќа од само 9 издания. Господине Рушити, вие ќе режирате една од представите во гостиварскиот, првата представа во гостиварскиот театар. Како вам ви звучи тоа што Скопскиот джез фестивал, Златно славеќе, Танец и многу познати манифестација. Сабли, овој пат не добија министерот, дали не е страшно? Знаете, јас сум еден од уметниците од оваа држава кој со децении дискриминиран, а никогаш не сум имал солидарност од мои колеги. Сепак ќе се солидаризирам со сите дејци на културата кои сметат дека имена се обесправени во овој процес и мислам дека треба да се најде одговорноста. Ако стварно тоа што сега го изјави министерот, значи стои дека тие институции, односно тие невладени организации како джез фестивалот и фестивалот Златно славење и другите не доставиле потребна документација, тогаш треба одговорноста да се бара кај нивниот менаџмент. И тие фестивали треба да го смерат менаџментот. Ако е спротивното, ако тие доставиле уредна документација до Министерството, значи ако комисиите арбитрарно одлучувале, односно со самоволие, тогаш треба да се сноси одговорноста во самото Министерство, па се до министерот. Значи, мислам дека веќе треба да разговараме системски да ги решаваме работите во културата, во сите сфери, ама конкретно зборуваме за културата и компарациите, лично сметам дека компарациите, односно ми создаваат горчина овие денови кога компарациите се колку добиле албанците, поради тоа што еве во моментов Асаф Адемије е министер албанец. Мислам дека не е така. Мислам дека и бројките се манипулираат кога се зборува за тоа. Ние сме 2019 година, а сега добива театарот, Гостивар добива театар. Добро, тоа е минатата година. Не, ова година, минатата година одлуката. Има процедура додека се оснема. Значи не ни почнало со работа, не го спориме тоа. Не, друго ми е. Значи, целта ми е, ние треба да разговараме, како уметници, треба да разговараме како ние да создаваме подобра клима, подобра систем и да ги поттикнеме сите добри уметници, без разлика на нивната припадност, да бидат активни. А не на ваков начин дека некои се обесправени, некој театар земал повеќе. Мислам дека сепак, конкретно за театарот во Гостивар, без разлика што некој смета дека тоа е етнички театар, бидејќи се наоѓа во Гостивар, ние имаме многу предрасуди во ова општество. Таа представа што се спомнува ќе биде на 3 јазика. Значи ќе биде албански, македонски и турски. Односно ќе биде и малку на германски и на англиски. Значи, а од 3 представи кои се одобрени од не знам колку барал менаџментот од Гостивар, бидејќи кај театарот ние аплицираме кај институциите, а театрите после аплицираат и понатаму кај Министерството. Значи од 3 представи, едната ќе биде мултијазична, едната ќе биде на албански, а третата ќе биде на македонски јазик. Значи, не сакам работите да ги сведеме и да ги анализираме на
етнички кампови, бидејќи гледаме да тенденција дека постои. Сега конкретно за джез фестивалот. Мислам, ова е јасно, има второстепена комисија. Сите кои сметат дека се обесправени, треба да се жалат, значи, во второстепена комисија. Не само со изјави во телевизии, а процедурите да не ги следат. Моето прашање беше дали не ве загрижува кај ве? Не, секако дека ме загрижува. Да, вакви големи манифестации да останат. Ме загрижува, но не треба ни тие манифестации да остануваат, да речеме, заложници на нивните менаџменти. Ме разбирате? Значи, една манифестација не може да се врзува само за едно име. Без разлика, јас не ги познавам лично, нити сакам да ги предрасудувам. Целата работа е што ние немаме право да предрасудуваме проекти кои добиле амин од Министерството. Јас не можам да ги знам сите. Исто така, лично немам храброст да ги предрасудувам одбиените проекти. Бидејќи не знам што и како доставиле и кои квалитети тие го поседуваат. Но сум за тоа да ги следиме процедурите. Значи, ако сите, и јас лично ќе бидам, ќе ги поддржувам, сите тие дејци на културата кои се сметат дека се обесправени, треба да реагират. Без разлика што не сум добил таква солидарност до сега, сепак стојам на тоа да ние треба да ги решаваме овие проблеми еднаш за секогаш во државата. Се согласувам дека е поразително што не зборуваме за проектите и ве дознаваме што е нели една представа, ниги еден тука воопшто не стана само да завршам со мислата. Но мислам дека треба, ако се најде одговорноста, сите ние кои сме јавно критикувале, треба и јавно да се извиниме. Значи, ако да речеме еден проект не поминал мој личен како режисер, поради грешката на менаџментот на театрот, бидејќи лично сметам дека представата, без разлика што другите мислат дека таа представа е наградена, мислам дека таму се работи за официјалното отварање на театрот, се работи за една голема представа која секако дека нема толку средства кои треба да ги има. Господине Јунер Исмаил, вие бевте министер за култура, знаете како е да се седне. Оваа стана најжешка фотелја во оваа влада. Минатата година беше си замина од таму министерот Роберт Аладјозовски, сега се бара оставка на актуелниот Асаф Адеми. На што се должи? Ќе се навикне, ако остане, ќе се навикне на овој тип на висока температура, на крупни зборови, крупни грешки, се разбира. И тоа не е нешто кое што тоа спаѓа во рокот на службата. Доколку се разбира, ја работи работата така како што би требало да ја работи. Дали ја работи? Како вам ви изгледа во моментот? Ќе видиме. Дали е така или не е така, дали има пропусти или нема пропусти, допрва ќе се види. Иако за се што се случува таму, во тоа министерство и во културата воопшто, и по закон и по устав, одговорен е министерот. Значи, на крајот на криштата може да се покаже дека е административен пропуст на администрација, ајкавост и не знам што, на крајот сепак е министерот одговорен. Во крајна линија. Но, да се вратиме на системот. Еве го системот. Ова е системот. Во рацете држам Национална стратегија за развој на културата во Република Македонија во периодот од 2018 до 2022 година. Овдека пишува се. Вклучително и на крајот, како составен дел, ова е документ кој што го донело Собранието на Република Македонија, на крајот е акционен план со точно наброени активности кој што треба да прави за да нели македонската култура, генерално зборувам, застане на нозе, бидејќи да подсетам. Културата во оваа земја беше еден дел од така наречената артилериска подготовка на режимот во изминатите 11 години. И тоа ние не треба да го забораваме така брзо и така лесно и да се правиме како да сме се родиле вчера.
а до вчера немало ништо. Само да подсетам дека пред 24 декември 2013 година, ако се сеќавате, со се тапани, со се све, културните работници, тие кои што беа, излегоа во поворка и дадоа подршка на подоцнежното тепање на пратеници и новинари. Според тоа, работата не е баш толку едноставна, нити пак е во една насока која што ќе подразбере дека таму некаква комисија или некакви комисии арбитрарно одлучувале вака или онака. Но, министерот сепак треба, која ќе му дојдат пред него, тие 2700 отприлика одлуки на комисиите, позитивни одлуки, бидејќи 5600 и нешто апликации има. Да погледне, сериозно да размисли што се случило и дали тоа решавање таму било согласно на овој документ тука, во кој што е опишано се и во кој што е кажано се кој како треба да работи. Излегува дека останува ова на хартија? Излегува дека тие стручни, многу експертски комисии, многу квалификувани, многу арни луѓе и така натаму, многу луѓе со добра волја, веројатно или не знаат дека вакво нешто постои, или не го прочитале, или ако го прочитале диагонално, или го прочитале па не го разбрале. Ова е труд на Министерството. Ова не сум го пишувал нити јас, нити некој од овдека присутните. Ако ова го имале врака и ако добро го разработиле, или ако министерот добро ги насочил, верувам дека повеќе од 80% од сегашниве забелешки и од сегашнава температура ќе беше поинаква. Вклучително и оваа опасност на која што господин Рушити предупредува, дискусијата да не тргне во погрешен правец, дека македонската култура се гостиваризира, се албанизира, дека се прави ова, дека се прави она, влегуваме во одреден момент, бидејќи кога се дискутира со висок тон, се разбира, се влегува во дискусии кои што се за нас недолични, особено за културњаците недолични. Да, меѓутоа веќе е влезено во тие дискусии. Се влезе. Јас мислам дека има простор, прво позициите да се омекнат, најпрво Министерството. Сега, според ова што го слушам министерот, тоа е прилично тврда позиција, за политичар е тврда позиција. Тоа е позиција која што може уметниците да се ја допуштат, но политичарот не смее да се има таква позиција. И таа позиција мора да се омекне и да седнат повторно да ги погледаат работите, каде се пропустите на менеджментите, каде се пропустите на институциите, каде е пропустот на администрацијата, на габаритната администрација на Министерството и се друго да нема потреба од брзање, ништо нема да се случи страшно, ако уште еднаш ги погледнат сите документи, уште еднаш ја погледнат оваа стратегија, да видат да не промашиле некоја страна, да не добиле... Да не е предоцна за тоа, господине. Не е предоцна, мислам дека не е предоцна. Бузалко, а вие напишавте во вашето писмо до премиерот Заев, инаку си поднесовте оставка во како знак на револт, дека не е тешко да се забележи со букви за бројки за каков национализам и проценување по критериум на етничка припадност, а не по квалитет на предложеното се работи. Па, мислам дека тоа е видливо, ќе го образложам понатаму, меѓутоа прво сакам да не да реплицирам, туку да се надоврзам на некој начин или да малку полемизирам во врска со ова што претходно беше изнесено, а тоа е она што мене воопшто не ми се допадна во првата изјава на министерот и е дека додатно ќе се разгледаат оние проекти кои што не поминале досега. Тоа е за мене огромен проблем. Затоа што еден огромен, поголемиот дел од средствата се веќе доделени.
Не се разгледува. Мене многу ме интересира. Јас морам да кажам дека кога ќе видам волку многу реакции, јас ја губам довербата. Ја губам вербата. Јас не сум сигурна дека е онака како што ми се кажува, особено што некој кој што води толку популарен, еминентен и така натаму фестивал реагираше така како што реагираше, дека тврдењата не се основани и дека не се точни. За мене е многу важно да се види каде е вистината. Мене ме интересира дали сите овие проекти кои што поминале, огромна бројка, ја гледаме деновиве, имале добра потполна документација. Тоа многу ме интересира. Се разбира, ме интересираат и критериумите, затоа мислам дека навистина треба се направи ревизија на целокупната годишна програма, на целокупната документација, на се што е предложено. Но дали тоа ќе закочи се? Тоа се разбира дека ќе закочи се. Значи една година велат може да нема. Но знаете како, јас мислам дека сега ќе се случи следно. Такво тоа не е добар изговор дека година дена ќе се закочи и така натаму. То верувајте ми, сепак седиме на некој начин на масата луѓе кои што имаме одредени квалификации за тоа како функционира едно министерство. Министерство со 200 вработени, се разбира, парализирано заради мал милион глупи правилници, глупи подзаконски акти и така натаму, но и такво како што е, и со надворешна помош ако треба, може да ги ревидира, да седи, да види случајно да не се направени пропусти, дури ова што го вика Бузалковска, дека некаде, да, може би и пропусти е направен. Зашто знаете мене како на што ми личи ова? Мене ова ми личи на тоа, сега овие овдека што многу што џавкаат, што кренаа галама, да им дадеме по некое стотче, па да им ги затвориме устите и на тој начин да ја реализираме програмата. Не, мислам, се работи на прво место точно за ова што го кажа колегата Рушити, а тоа е системот. Да, грешката нема систем. Се уште нема систем и се согласувам во националната стратегија на прва точка и во акциониот план 2018-2019 година стои департизација и нормализација во културата. Јас не гледам дека тоа е на дневен ред, особено затоа што меѓупартиските договарања, етнополитиките кои што се евидентни, кои што се водат во овој момент во оваа држава, не ги започнавме ние културњаците. Мислам дека на вистина не ни беа во фокусот. Самата од себе сум изненадена што воопшто можеше да напишам нешто такво какво што таму напишав, затоа што на вистина за мене тоа е сликата која што ја добивам. Можам да елаборирам се. Јас мислам дека сликата се добива поради тоа што да речеме во населените места, во градовите кај што живеат поголем број албанци, има недостаток на институции. И јас секогаш сум викал дека во културата треба да се институционализира. Значи, ако, да речеме, во Струга имаше театар, немаше да има стотина апликации од невладини организации кои ќе аплицирале за театарски представи. И сега се креира слика дека многу се дава проекти, да речеме театарски. Јас повеќе ги знам тие, во тој делокруг се вртам. Не ги знам во музиката или во другите сфери. Значи, се креира слика дека се дава многу, но се дава многу со бројки. И поради тоа што го велам, поради недостаток на институции. Ако ја разгледаме програмата или средствата кои се доделуваат во институциите, да речеме не за невладини организации, тогаш за албанците сега од друга страна бројките се поразителни. Има една само за турците се уште попоразителни. Не, зборувам и за ромите. Ако веќе во тие релации зборуваме. И за ромите кои немаат ниедна институција. Затоа сакам да дискусијата да не биде етничка. За жал, јас разберам дека вие имате такво мислење, но јас со години сум имал мислење дека албанците биле дискриминирани. Зборувате за партизација на... Ние сите почнуваме од лично искуства. Значи, без разлика што јас сум од Гостева Ристо како министер од Адеми, ние сме во други партиски... мислам, сме биле... Јас сега не сум во ниједна политичка партија.
3 пати во животот сум се сретнал лично со министерот и тоа за гостиварскиот театар. За формирање, за да можам јас личниот придонес. Значи, лично сметам дека, од лично искуство, дека прв пат Министерството за култура ги охрабрувал сите во државата да аплицират со слоган, нели, на премиерот култура за сите. И затоа мислам дека има и апликации од нови фирми. Нови фирми кои 10 години... Но фирми се формирани 20 дена пред да биде објавен конкурсот сега. Јас 10 години сум аплицирал, 12 години сум аплицирал во Министерството. И нормално доаѓа едно време дека 5 години аплицираш, не те поддржуваат, секако дека нема више да аплицираш. Сега, лично, ако сега сум регистрирал фирма, тоа значи дека јас немам право да аплицирам. Мислам дека треба да го анализираме. Се согласувам дека треба да има едно подетална анализа. Но не можам да земам за право за сите проекти кои биле поддржани, дека немат... Но би се согласиле и сите кои се одобрени да ја поминат ревизијата, како што слушнавме. Не можам јас, не земам јас за право 90 на луѓе кои ги сметам исто како доволно зрели луѓе кои се дел од тие органи во Министерството, бидејќи јас сум бил министар и знам дека поминуваат на некои комисии сите апликации. Сега не можам јас како индивидуалец да викам дека сите стотина луѓе во Министерството се неписмени и мора сите уште еднаш да се ревидираат. Јас сум за тоа да сите овие проекти кои се одобрени да се следат. Да речеме, да видиме, да се следи представата. Ама да се зајакнуваат начинот на следење. Не само како бројка. Дозволете да се вратам на ова. Но само уште тоа. Суми за тоа да одбиените проекти да се уште еднаш разгледат и да се најде, да речеме, дали стварно стои тоа дека ставот на комисиите, односно добро, во Министерството почна тоа да го прави. Не, споменувате албанското отворештво е било запоставувано. Дали мислите дека сега со еден конкурс треба да се исправаат неправди, да се жртвуваат ако ги анализирате манифестации, така се добива? Еве да речеме дека е така, зошто не е отворена дебата, зошто не е тоа? Отворени биле дебатите, сега немало слух, мислам, не треба да забораваме, добро рече господинот Исмаил, не треба да забораваме од какво општество доаѓаме, од какво владење доаѓаме. Значи, лично сметам дека ако се разгледа добро, ако се анализира добро програмата, не е така како што изгледа. Јас зедов пример гостиварскиот театар. Ако сакате ќе одиме и во Тетовскиот театар. Тетовскиот театар има 2 представи. Добро, тие барале 2, не барале повеќе. Но при Лепскиот има 12. Сега ме разбирате, не сакам Како? Да. Така мислам дека не, тоа е воопшто или побарано. Не, тоа е воопшто неточно. Има 4 или тоа се во 2 милиона и Битолскиот. Добро, ги знам цифрите точно, можам да дадам пример, да. Грешка беше. И тоа е исто неточно и за Битолскиот театар. Да, и Битолскиот театар има многу помал на прво место буџет во однос на и минатата година. Ако сакаме да ги анализираме институциите, сите генерално, значи бројките за албанците, турците, ромите се поразителни. И реков и зошто? Поради тоа што немаат институции. Поради тоа што ние треба стварно да работиме, да ги поставуваме работите институционално да ги решаваме. Битолскиот театар има, се извинувам, само 4 проекта. Добро. Вкупен број на средства кои што ги има добиено се 4 милиони и 100 илјади, од кои што милиони 400 илјади се за фестивалот на Шекспировата драма, кој што побарал 4 милиони, а му се одобрени милиони 400, со што знаеме дека еден меѓународен фестивал практично и не би можел да се одржи или не добива да се исто еве 4 милиони и 700 добива театарот. Да, за 3 проекти. Да, кои не се само албански представи. Зборуваме за театарот. Жално е, не, сепак сакам да се осврнеме на главната тема. Главната тема е
средствата кои се доделени, значи целата дискусија последните денови е средствата кои се доделени, дали се доделени и дали ќе бидат во прави места. Значи, и дали се делени по етнички клуче, тоа е главното. Нели и Бузалко? Добро е, ова може да се дебатира. Јас реков, ајде да ги анализираме вкупниот буџет во Министерството и каде сите средства од сите програми во Министерството и како се поделени. И ќе видите дека не е така. Една од работите кои што и жално е што ние вака ги анализираме работите. Да не влезиме, мислам дека полека, но сигурно ќе влезиме во сферата на мистериите. Ова е Македонија, значи колку масата е. Се знае бројот на институции, видливи се, ако излеземе сега на кровот на телевизијата, без малку половината ќе ги видиме од кровот, за институциите зборувам, и за вонинституционалните групации кои ќе ги видиме, тие се, кои што се, нели? Според тоа не е ова некаков огромен залак, несовладлив, невидлив и тешко дека за се ќе видиме како што треба да видиме. Ако одиме по редот на нештата, пак овдека тоа го пишува, јас цело време се држам, намерно се разбира до овој документ, опишани се сите институции, бројот на вработени и така натаму, и јасно е дека држава, кога ја распределува јавни пари, мора прво да ги задоволи институциите постоечките, односно да проектира оснивање и на други институции за кои што се установило дека не достигат. Еве, Гостиварски театар, фолклорен ансамбл, албанскиот фолклор, например, или не знам што друго веќе ќе се Турскиот театар да се доизгради. Да се доизгради, кој што пате години се гради. Турскиот театар добил средства само за 2 представи. Да, и бидејќи имаат блокирана сметка, не, вие сте биле управник на тој театар, знаете дека Да, вие знаете дека затоа ги знам состојбите во тој театар. Да. И жалам треба и да се отварат и вакви дебати. Ние треба да отвараме дебати. Така. Кои се менаџментите и кој е начинот на кој се одвива културата во државата. Јас најмногу што можам да се смени законот. Јас најмногу што можам да прифатам дека сега ова е еден транзицијски период на санација на односно период, ако сакате погруп збор, на деконтаминација на едно прилично непријатно минато зад нас, и да во тој период се разбира ќе мора да се влечат потези кои што ќе значат и исправање на некои пропусти или, ако сакате, неправди, да речеме. Но можам тоа да го прифатам, но не можам да прифатам дека некои работи ни останале надвор од хоризонтот, не сме ги виделе. Пазете, има во Македонија 20 до 25 значајни манифестации, културни, до сега. Можда требало да има 30. Меѓу нив се и овие фестивали, срекни или несрекни, како сакате, од, не знам, джез фестивал, не знам, Долненските гајдаджи, не знам, Златно славеќе, за мене исто така важен фестивал, зошто да не... Согласувам. И сега, ако вие сте министри, гледате, морате да ги знаете. Не може, ако ги нема, ќе се прашате. Каде се овие? Имаше пропуст, имаше ово, сега министерот го слушаме, дека тие биле во некаква комуникација. Биле. Така разбираме од министерот. Да, меѓутоа пак се повикува дека комисиите, нивното мислење и документите, дека треба да бидат. Ако не аплицирале уредно, мислам дека не треба тука никој во државата да има административно статус на едно да ви кажам. Зошто ние како театри немаме, извини, само малце, зошто ние како театри немаме, да речеме, секоја година гарантиран број 4 представи и не треба воопшто да аплицираме во Министерството. Него ќе викаме... Така пишува тука дека ќе биде. Би требало да биде. Според националната стратегија, треба да се... Зошто една институција која е формирана од државата треба да аплицира? Значи, мислам дека се сваќаме што сакам да кажам. Зошто една институција која е формирана од државата, од Министерството, треба детално уредно. Значи, јас како режисер треба
и договори да доставувам со сценограф, со костюмограф, детално сценографија, костюмографија во Добро, прв пат се бараше таква обемна или секогаш е тоа? Не. А зошто еден фестивал да не доставува? Тоа ми, ако не доставим, јас не сакам да предрасудам. Целата работа ни е... И тоа е за мене, морам да кажам, бесмислено. Една од побесмислените работи, целата таа документација која што случува, тоа пак е врзано со комисиите, а тоа пак е врзано со непочитувањето на овде. Нема да цитирам, ќе парафразирам. Бирократскиот момент, бирократизацијата на процедурите е една од поголемите забелешки на оваа стратегија, со која што Министерството требаше, барем делимично досега да се справи. Знаете, вие дека административно еден од по-неписмените слоеви во земјата секогаш се уметниците. И мора да се води сметка и за тој момент, ве молам. Мислам, ова не сакам без навреда, се надевам дека нема да се навредат. Вие да ги втерате во такво трдон од купишта документи, за да постојат тие прочуени Паркинсонови правила дека администрацијата секогаш ќе измислува нови причини за незиното постоење. И тоа е таа бирократска замка во која што упаднале и институциите, и поединците, и организациите, и се разбира, министерот е легалист, мора да го следи законот, нели? Но, да не заборавиме, Македонија 2,5 години страда од еден слеп легализам, следејќи ги ВМРО-вските закони и процедури и правила со кои што нели ова општество било заробувано. Имаме документ за тоа дека сме биле заробени. И вие како член на Советот на министерот, не знам какво тело, да разјасниме. Да разјасниме нешто околу Советот. Или другите. Госпожа Бузалкова си поднесе оставка. Ние кои што не сме поднеле оставка, сме го виделе министерот еднаш формално да не заблагодари што сме прифатиле и никогаш повеќе не го виделе. На Советот за култура, да, кое што е советодавно тело на министерот. На министерот, а се падеми. Добра, конфликт на интереси да работите. Сметете дека не, сметете дека не постои. Тоа не е комисија, тоа не е комисија која одлучува. Се согласувам, но па прочитате внимателно во законите, ќе видите дека не. Мислам дека ако некој член на некоја комисија, совет, добива некој проект, мислам дека јавноста, ние знаеме меѓу себе. Значи не правите дискусија меѓу двете комисии. Зборуваме за тело кое што фактички постои, формално постои, ви кажав, еднаш се видовме со министерот, еднаш, со букви, еднаш, испитме кафе, се поздравивме, ни заблагодари што сме прифатили да членуваме во тоа тело и од тогаш еве 4 месеци, можда и 5 веќе тера, не сме го виделе, нити сме го слушнале, нити сме разговарале и така натаму и така натаму. Не постои. Бидејќи во тоа тело секако нема никакви оперативни работи, нема никаков буџет, нити распределува нешто, нити прима, нити отпушта, ништо не прави друго, разговара со министерот, ако сака министерот, и толку. Јас отприлика претпоставувам дека госпожа Бузалкова ни е мета во оваа ситуација, бидејќи она е сепак режисер. Не знаев дека и била член на некој си совет. Без разлика на тоа, ние се знам само како членовите на Советот се, да речеме, угледни дејци во култура или блиски на културата и така. Не одлучуваат за посебно за државата, нели ние уметниците, односно некој кој членува во некакви си совети, бидејќи сепак на крајот на денот треба политиката да одлучува за смена на закони. Нели ние се жалиме како културни дејци дека некои законски прописи, некои таму си комисии не се во духот на, да речеме, во другите европски земји. И лично сметам дека има многу администрација во целиот тој процес. Ама некој треба да поднесе иницијатива за смена на ваквите работи. Се додека минатиот состав на Советот ова го продуцираше, меѓу другото. Се додека постојат ваквите закони и ваквиот начин на уредување внатрешно и таквите подзаконски акти, ние треба да се повикуваме
на секој министер, сега во случајов министерот за култура, согласно постоечкиот закон, не согласно нашата желба како треба да бидат нештата. Мислам дека сум јасен. Значи, ако јас не аплицирам да се повикуваме на окупаторските закони, сака да кажете. Треба да се менуваат законите. Јас сакам во врска со ова претходно што беше изречено неколку работи. Едната е, зборувавме за зголемување на бројот на институции. Се отворија нови институции, тоа го чувме, го разбравме, го видовме деновиве пред тоа и така натаму. Од друга страна, се намалија буџетските средства. Многу. Нели би требало да биде... Министерството за култура доби помал буџет. Буџетот во културата да се движи паралелно со бројот на институции, доколку на државно ниво се одобри отворање на нови институции, се легализираат нови институции, тогаш сосема природно е и буџетските средства да растат. Да. Јас нема да зборувам компаративно етнички, не дај Боже, туку ќе зборувам во рамките на една институција. Да речеме, ќе го земам за пример Драмскиот театар во Скопје, кој што слободно ќе бидам слободна да речем дека имаше успешна година. Тоа можете да видите у критиките, тоа можете да го видите во враќање на гледаноста и така натаму. Минатата година Драмскиот театар имаше 8.200.000 денари вкупен буџет. Оваа година има 6,5 милиона, од кои што 6,5 милиона 800.000 денари преведени од минатата година, зошто тоа многу лесно може одговорноста да се префрли на директорот, меѓутоа не е негова. Зошто? Затоа што и минатата година имавме огромно доцнење во донесувањето на програмата и практично театрите почнаа да функционираат во април. Значи не можете вие да направите, тоа би било навистина неодговорно да пробувате да направите. Што лесно ќе се случи и годинава, веројатно. Површно, да речеме неколку представи. Сега, која е пораката која што ја добиваат тие институции? Кажав претходно за Прилепскиот театар, каде што и самата аплицирав. Можете да проверите. Прилепскиот театар буквално секоја втора година ги добива сите награди на највисокиот државен фестивал. Би се осмелила да кажам сосема заслужено, што доста често беше потврдено и на меѓународни фестивали, на прво место овде во близина на Балканот. За тоа добива награда од 2.700.000 вкупно буџет за 4 представи. Каков е квалитетот на прво место на тие представи? Што се однесува до партизацијата на културата, би сакала да нагласам дека не алудирам само на меѓуетничките делови во одделењето на функциите, во одделењето на директорските места, во одделењето на проектите и така натаму. Туку се работи за генерално, континуирано мешање на партиите, на политиката во институциите од културата. Почнувајќи од назначувањето, го гледам тоа и во новиот предлог закон, на тие комисии. Замислете си, вие пробајте да си замислите. Беше минатата година трочлена комисијата за театарска дејност. Оваа година слушам, кажав пред некој ден трочлена, ми исправија дека била 5-члена комисијата. 5-члена комисија, колку проекти добива? Каква бирократија е тоа? Па сте ги виделе ли вие? Па треба видите со што се аплицира. 5 реченици. Јас сакам да направам една многу актуелна представа во која што ќе говорам за непартиско општество. Добро да и тоа сакам да направам. И толку и неколку и така натаму. Значи, која е одговорноста која им се дава на петмина за сега министерот да тврди дека е комплетно нивна одговорноста. Ние видовме пред некој ден се изјасни еден од членовите на комисијата за театарска дејност, Оливер Митковски, на некој начин. Јас го разбрав тоа како оградување. Се извинувам, морам нешто да додадам ова. Таа комисија, бидејќи ги знаеме приликите, таа комисија не одлучуваат само тие петмина. Одлучуваат и сите директори на театри кои се дел од тој процес. Значи, ние знаеме дека кои аплицираат. Меѓутоа директорите побара и средба директорите побараат и после викаат дека ние сме после викаат дека нашите приоритети се овие 2 или 3 представи. Знам
Сега не сакам да очигледно дека што се случува во Бевте министер, ако вас ви се најавеле 10 директори на средни школи да побарале прием кај премиерот заради некакво незадоволство, или би тоа би требало да биде аларм за вас? Некаков? Зависи од гледната точка. Може би, ама не, бидејќи сме тука на маса, или прашате ме вие, јас истото ќе ви го кажам. Не, јас ќе ви одговарам. Значи, секако ќе биде алармантно и секако дека треба и јас да се сретнам со нив, но имало случаеви кога тие барања биле исто така од национални побуди и тогаш мислам дека влегуваме исто во некои други води. Пак се вративме на етничките и национални. Ако да надминеме дека не е тоа причината. Не, целата работа е дали ние може тука да одлучуваме и да велиме дека сите тие проекти кои добиле амин од министерството не вредат и дека треба да се поништат. Никој тоа не може. Тука не можеме ни да го речеме. Дали се согласуваме дека понатамошната процедура, ние знаеме, сме биле во и вие знаете, сите знаеме дека има и второстепена комисија во која сите имат право да речеме да барат обештетување. И целата идеја ми е, значи ние да најдеме стварно каде е проблемот. Проблемот е во системот. Но бараме, не можеме да бараме од министерот. Овој систем не е применет. Од министерот не знам. Како не? Значи никој не рече ајде им ги земеме парите на овие што добиле, да им ги даеме на овие што не добиле и така сите ќе бидеме среќни. Проблемот е тука. Тогаш сите тие што заможните решенија, една ревизија или еден преглед на целата документација или на целиот процес или на целата процедура никому нема да наштети. Верувајте ми, напротив, ќе биде на општа добробит на сите и ќе ни ја врати барем делимично довербата во институциите на системот. И нека служи Иначе сега знаете како, нема правда, нема мирие, се уште. Нека служи овој Господине Рушити, задржате мислата, мораме тука да направиме куса пауза за реклами и се враќаме со дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна, дебатираме за скандалот со распределбата на средствата од годинешната програма на Министерството за култура. Пред рекламите јас бев во акција, па би сакал да продолжам. Да, влеговме, веќе се доближуваме до некои можни решенија од проблемот. Сметам дека не можеме ние да бараме одговорност од некој состав на Министерството, поради тоа што системот е таков и не можеме од друга страна ни да предрасудуваме дека сите тие членови на комисии се нестручни. Односно, не можеме да предрасудуваме дека сите директори на театри се нестручни. Јас мислам дека треба и во културата треба да се земат значи начинот на действување, да се превземе нешто од Министерството за образование, односно да се земе таа формула на деконцентрација, односно децентрализација на делувањето и согласно формулата да се субвенционират, односно да се финансират институциите во општините. И да речеме тогаш ќе се знае, значи нема да се дискриминираат ниту една институција, сите театри согласно нивото, да речеме, тој во Тетово со тој во Битола, тој во Гостива со тој во Штип. Да, но ако ги прашате театрите, тие не се баш стрикни. Не, ќе бидат изедначени и ќе се бара од менаџментот, значи ќе се бара квалитет, односно тогаш само Министерството ќе ги следи. Министерството не може и понатаму да има капацитет да ги прива сите апликации, 5000 апликации, и тие апликации да ги разгледува. Секако дека може да настане и техничка грешка може да настане. Може еден документ, јас сум заборавил да го доставам и поради тоа еден убав проект може да настрада. Целата работа е, јас пак ќе се фокусирам.
ние од ова треба да извлечеме поука и да ги смениме нештата и системски да ги смениме работите во културата. Тука сите се согласуваме дека треба системски, а не и да ги поправаме само грешките. Тоа треба да знаеме дека ќе извлече и потреба, се извинувам, и од буџет, бидејќи се уште во држававе имаме општини кај што ништо не се случува од културата. И овие што сега ни доаѓаат како нешто ново, апликации од невладини организации, нови фирми, тие се од тие општини кои аплицираат пред тоа што сметат дека стварно сега имаат можност култура за сите и аплицираат. Зоја, дали решение, каков нов систем? Прво морам да кажам дека се работи за видлива маргинализација генерално на културата, таму кажа во обраќањето и на образованието. Да, вие на премиерот му велите ја жртвувате културата. Од секаков можен аспект. Меѓутоа, она што повеќе пати го реков уште додека се изготвуваше на отворените дебати ова националната стратегија, кој што беше делумно слушнато, не целосно слушнато, беше тоа дека како што премиерот делегира обврски одговорност на министрите по ресорните министерства, исто така и раководителите, директорите на институциите имаат делегирани обврски и одговорност. Треба да имаат, но во овој момент испаѓа дека немаат. Што би значило тоа во идеални услови? Би значило дека, повторно ќе земам, Драмски театар. Минатата година работел добро, добил 8 милиони и 200 илјади. Оваа година ќе биде награден, ќе добие 10 милиони буџет во кој што директорот заедно со своите тела, значи, дали се работи за уметнички совет, дали се работи за програмски совет, дали се работи за управен одбор и така натаму, ке располага слободно со тие средства. Па така нема да се случуваат на прво место вакви скандалозни одлуки од типот на да се очекува дека може да се направи представа, имаше негде дури со 300.000 денари, 150.000 денари, 500.000 денари, просечно 500-600.000 денари. Како режисер ќе ви кажам, не може да се направи добра представа со толку пари, ако не е многу мала форма. Навистина не може, особено не во такви руинирани згради како што е за жал се уште и зградата на Драмскиот театар. Да, тоа забележав дека голем дел од средствата практично се користат за плаќање сметки, за одржување згради. Директорот ќе реши оваа година дека сака да направи 2 представи, но тие представи да ги направи со навистина солиден буџет, со навистина голема екипа, меѓународна екипа и така натаму и така натаму. Или ќе реши дека сака да ги распредели проекти, меѓутоа уметниците да имаат навистина слобода во рамките на одредените за нив средства самите да одлучуваат за она во уметничка смисла на зборот што е тоа што ќе креираат. При тоа воопшто не во ниту еден момент не ја доведувам под прашање компетентноста на комисијата, да не се разбереме погрешно. Не ги познавам сите од комисиите, не знам точно која е комисијата, меѓутоа верувам дека во комисиите седат и стручни компетентни луѓе. Ние зборуваме за воопшто можноста да се процени така на брзина преку ноќ со огромна бирократија дали се работи за добри или не проекти и така натаму, и тоа многу да биде диригирано прво од поставувањето на раководни на директори по партиски клуч, тоа многу често го гледаме, на некои места се избори фелата, да не биде тоа така, меѓутоа се уште постои и навистина еве најнов случај каде што гледаме дека многу долго време е присутно дека веќе во 2 мандата еден одличен ВД директор како што е Русе Аршов на Младинскиот културен центар, ја се прашувам зошто се уште не е назначен, дури сега е распишан конкурсот, едно исклучително успешно водење на една институција. Не можам да најдам поинаква причина освен обид по партиски клуч да се реши, а не по стручност и компетентност некој да ја води куќата како што се гледа во дадениот случај. Значи се работи за продуцент, се работи за стручнак од областа кој што години и години одвнатре одлично ја познава таа куќа. Зошто не е назначен се уште? Сега пишува препорака и коса на глава ми се крева од помислата дека е возможно повторно по партиски клуч
а на крајот да видиме да осамне некое друго име наместо она кое што очекуваме сите да биде избран. Колку е ова справедливо? Јас не знам од која. Можеби од било која партија да е, тоа би било наистина страшно. Не е битно навистина страшно. Можна ли е департизација? Вака во моментов како што изгледа дека тоа никако... Во целиот систем се разбира дека во оваа фаза веќе тие чекори се можно, односно треба да почне да се прават. Дали е можно или не, апстрактно е прашањето, ние би теоретизирале, нужна е департизација, особено во културата, нужна е и тоа треба да биде грижа за луѓето кои што хиерархиски седат повисоко и највисоко. Кога разговараат за мерит системот, за меритократијата, се разбира дека во културата тоа е кондицио sine qua non. Но, велам, некаде ќе биде вака, некаде ќе биде онака, ќе биде амбивалентна една ситуација, во која што ќе треба да гледаме да се сторат што помалку грешки, значи ние сме сега во позиција да гледаме што помалку грешки да се направат, а не да се направат многу грешки па после да исправаме да пеглат. Но очигледно тоа се случува. Но, јас велам, иницијативите околу градење на систем, околу создавањето на амбиентот, вкупниот амбиент, мора да поаѓаат од Министерството, бидејќи задачата, ова е документ на Собранието на Република Македонија, поминат низ владина процедура, подпишан е господин Джафери, документ, и Министерството мора да го спроведува. Или морало да го спроведува во секој поглед, во секој аспект, бидејќи на крајот има акцијски план, напишано е кој што треба да прави. Значи, тоа е дел од документот на крајот, и сега тоа не се случило, очигледно дека не се случило, или се случило делимично, се случило површно, или немало доволно капацитети, или недоволно се разбирало и така натаму. Ние ги знаеме тие неколку конвулзии имаше во Министерството, и сега се разбира, стасавме до овде до кај што сме стасани. Ќе видиме колку може тоа да се поправи, дали може уопште нешто да се поправи. На крајот на криштата, да не биде дискусијата траеше додека нели не се појави некаква нова тема. Нова тема, нов скандал, нов непотизам или ново ова, ново. Меѓутоа, ако заврши ќе се повтори следната година, очигледно дека се разбира. Проблемот е но да се разбереме нешто. Луѓето од културата секако ќе дискутираат. Секако ќе бидат жестоки во дискусијата. Секако ќе се употребуваат и крупни зборови. Се надевам дека ќе бидат доволно внимателни да не ја водат темата на кај што не треба да ја водат, за која што предупредивме и господин Рушити и јас. Но на политиката е да ги најде најблагопријатните решенија за излез од оваа ситуација. Дали тоа ќе биде во една фаза, во еден дел второстепено одлучување, дали тоа ќе биде во еден дел ревизија на донесените одлуки, зошто да не, по случаен избор на крајот на криштата, можно е да се сгрешило, зошто да не. Во доделените пари можно е и некаква таква грешка, некаков пропуст да се направи, некакво форсирање да имало. Може, зошто да не? Бидејќи од тие 80-90 членови, никој не може да ме убеди дека секој од нив барем немал по еден фаворит во крајна линија. Дека не бил највивач. Значи, сите тие лепеза од механизми стојат на располагање за да ние од оваа ситуација испливаме како што треба, како што навикува за култура. И еден ваш коментар, и досега секоја година се делат пари за проекти, меѓутоа последниве 2 години се дебатира за тоа. Затоа што последните 11 години не се дебатираше за ништо. Меѓу другото и на крајот на криштата ние зборуваме за апстрактни членови на комисии, ние ги знаеме само председателите, пазете, луѓе од култура сме, ние не ги знаеме членовите на комисиите. За жал, овај документ наложува иначе транспарентност. Да ги знаеме по име и презиме кои се луѓето кои што решиле дека господин Рушити е добар да режира во
гостивар. Од драмските ги знам. Бидејќи сме на крај, дали кога се бара и некој прави оценка на проектите откако ќе помина? Дали сте има обврска, бидејќи кој ги оценува, дали проектите поминали или не? Бидејќи цело време зборуваме на доделувањето, но не зборуваме откако ќе завршат проектите. Тоа се исто документи кои што за жал во овој момент ги имаат на увид само комисиите, најчесто. Или работни групи кои што се формираат од одредени причини, се занимаваат со нешто. Значи, јас деновиве се обидував да разберам зашто дали постои таков некаков отчет и да постои. Да речеме колкава е гледаноста на представите во изминатата година. Ќе видите фрапантни примери ако малку прочепкате тука. На колку институции им се дадени, им се одлеани огромен дел од буџетските средства, ако што имале апсолутен неуспех минатата година во тој поглед. Во смисла на тоа, за мене е погубно ако една театарска представа се одигра 2 пати. Значи, тоа е неуспех. Неуспех на институцијата, неуспех на представата, незнаење во менаџирањето, во тоа како да се анимира публика, неодговорност во смисла на тоа дека се потрошиле државни пари, тоа постои. Да, бидејќи не е работата само да се аплицира, да се земат парите и да не... На многу од тие институции сега им се одлеани уште поголеми средства и тоа е навистина зборува за бидејќи граѓаните ги интересира каде немање систем, немање отчетност, немање одговорност. Знаете како, јас веќе подолго време дури и сега се чувствувам како да можам да направам што сакам во оваа држава, затоа што во оваа држава никој за ништо не одговара. Така ми изгледа мене. Никој не презема одговорност за ништо. Секогаш е некој друг крив, секогаш некој друг знае. Па знаеме ние како изгледа тоа. Комисијата ги дава своите одлуки и потоа тие документи најмалку една недела седат во канцеларијата на министерот. Да. И потоа членовите на комисијата се фрапирани најчесто фрапирани од она што го добиваат како крајен резултат или можеби одлично глумат, играат. И за крај Кусо само, бидејќи сме на самиот крај, кој е одговорен? Кој според вас треба да понесе некаква одговорност, очигледно дека неправилности има? Пред да знам, не можам да тврдам, бидејќи вака ако тврдиме дека има скандал, треба да сум сигурен дека стварно некои одлуки односно не се почитувани законите, одредбите и така натаму. Секако дека сум за тоа да се разгледат тие одбиени проекти, секако сум за тоа да угледни уметници имат можност да работат, но и треба да дебатираме понатаму, значи системот да го менуваме. Господин Исмаил вели некој од комисијата има фаворит. Па и директорите на театрите имаат некои фаворити. Мислам дека ние бараме одеднаш целиот менталитет да се менува и одеднаш да стануваме Норвешка. Затоа мислам дека треба систем, јак систем, да гледаме Словенија, односно овие земјите со кои имаме поблиски сличности од минатото, процес низ кој тие поминувале, и овој процес треба и ние на некој начин да го адаптираме за нашите услови. Одговорност секако дека треба да имат сите тие кои не почитувале закон и одредба. И сите тие треба да поднесуваат не само јавна одговорност, туку, но мислам дека прерано е да бараме од министерот без да се објаснуваат дали стварно е така. Да бараме одговорност. Да бараме одговорност. Не, од министерот секогаш треба да се бара одговорност. Но да бараме оставка за, да речеме, дело кое не е вршено. Да, прашање е дали и оставката ќе го реши проблемот, откако сите се согласуваме дека проблемот е во системот. И за крај гледав едно интервју пред оваа емисија од 95-та на нашиот великан Горан Стефановски, кој вели дека културата не поднесува национални граници, не поднесува политички граници, дека културата е турлитава, а во овој моменти така некако изгледа и тоа го пишува тука, иначе. И останува. Да, ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Тука е крајот, останете со Телма, имајте убава вечер.